Тече 48-часовниот рок за одлучување по тужбите поднесени од политичките партии до управниот суд. 5 суди избрани со ждрепка на јавна седница треба да одлучат како ќе се постапува по тужбите. Одлуките на управниот суд се конечни. 4 тужби поднесе Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и една ВМРО-ДПМНЕ по одлуката на Државната изборна комисија за прифаќање на еден приговор на движењето БЕСА за едно избирачко место во Гостивар. Поднесена е тужба против решението на Државната изборна комисија, со кое се уважи, како што соопшти од ВМРО-ДПМНЕ, скандалозниот приговор на БЕСА и се поништија резултатите од гласањето по листите на кандидати за избор на пратеници на едно гласачко место во општина Гостивар во 6-та изборна единица. ВМРО-ДПМНЕ како предводник на коалицијата за подобра Македонија синоќа до Управниот суд на Република Македонија поднесе тужба против решението на Државната изборна комисија, со кое се уважи приговорот на движењето БЕСА и се поништи изборните резултати на гласачкото место број 396-1 во општина Гостивар. Тужбата на ВМРО-ДПМНЕ е поднесена врз 3 правни основи: повреди од формално правен аспект на одредбите од изборниот законник и подзаконските акти, погрешно и целосно утврдена фактичка состава и погрешна примена на материјалното право. Од формален аспект, побиваната одлука на Државната изборна комисија е незаконска од следниве причини. Видно од доставениот приговор, усвоен од страна на ДИК, е дека истиот е поднесен без подпис од страна на овластениот представник на подносителот на приговорот, со што се повредува член 147 став 3 точка 2 од изборниот законник. Одлуката е донесена испротивно на член 148 став 3 од изборниот законник, бидејќи истата е донесена по истекот на рокот од 48 часа, утврден во овој член. Согласно овој член, Државната изборна комисија е должна во рок од 48 часа по приемот на приговорот да донесе одлука. Од цитираната одредба неспорно може да се утврди дека овој рок е преклузивен, што значи дека Државната изборна комисија не може да постапува и да одлучува по истекот на овој рок. 3. При донесување на утоженото решение во постапката за разгледување и одлучување по приговорите од страна на Државната изборна комисија, сторени се исто така и повеќе процесни повреди на одредбите од изборниот законник и правилникот за начинот и постапката за решавање по приговори. Тодоров посочи дека приговорот на БЕСА се темели врз наводно прекршено право на гласање на еден гласач, за кој постојат повеќе начини и механизми на заштита на истото право. Согласно член 149 став 1 од изборниот законник, секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката на спроведување на гласање може да поднесе приговор во рок од 24 часа. Ова е многу значајно. Дури и во случај лицето Фатиме Сулејмани да не можела да го оствари гласачкото право на начин како што тврдеше пред Државната изборна комисија, во тој случај ова лице можело и требало да поднесе приговор за заштита на личното избирачко право веднаш откако истата констатирала дека не е овозможено да гласа. Во тој случај ДИК без одлагање ќе требаше да одлучи по приговорот на ова лице и доколку има услови ќе возможеше да гласа. Со тужбата му укажавме и на судот дека во постапката за заштита на избирачкото право во досегашната пракса имало вакви случаи кога по приговор на избира за заштита на личното избирачко право по интервенција на Државната изборна комисија, на таквите избирачи им било овозможено да го остварат своето право на глас во текот на денот определен за гласање. Од ВМРО-ДПМНЕ уште еднаш повикаа да не се врши притисок врз Управниот суд од никого и судиите да одлучуваат исклучиво врз основа на закон. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесе 4 тужби, што се однесуваат на гласањето во избирачки места во 6-та изборна единица. И СДСМ не е задоволна од работата на ДИК за тоа што, како што велат од партијата, комисијата не одговори на сериозната задача за целосна заштита на изборниот процес во делот на одлучувањето по приговорите. Движењето БЕСА се откаже од тужби до Управниот суд, затоа што, како што информираа, не сакале да се продолжи изборната агонија.